Добро вечер. Почнува уште едно издание на емисијата 360 степени на МРТ1. Еве на што се фокусираме вечерва. На семејната фотографија на уставните судии повеќе нема Елизабета Дуковска. Но таму се уште е Осман Кадрију. Го издвојуваме овој судија не само затоа што не се согласува со начинот на кој неговата колешка беше тргната од функцијата, туку и затоа што ги прави првите чекори. Такво нешто да не се повтори. 360 степени од заседанието за земјава во Европскиот парламент и од самитот на НАТО во Хаг. Разговараме со известувачот Томас Вајц, министерот Тимчо Муцунски, заменик генералната секретарка Радмила Шекеринска. Скоро 5 месеци по изборите не е конституирано собранието на Косово. Партијата која освои најголем број пратеници, само пред луѓе 37 пати предложи еден ист кандидат за председател на собранието, но исто толку пати не ја доби потребната поддршка. Уставниот судија Осман Кадрију дал предлог, а председателот Дарко Костадиновски веднаш го ставил на дневен ред на стручен колегиум. Уставниот суд по службена должност да отвори постапка за одредбите од Законот за управни спорови, според кој беше поништен изборот на Елизабета Дуковска за уставна судика. За точката, вели судијата Кадрију за 360 степени, не се разговарало, зашто непосредно пред дискусијата побрал да биде одложена, но не и повлечена. Судскиот совет пак на чија адреса одат причините поради кои управниот суд го поништи изборот на Дуковска, допрва ќе гради став во каква постапка ќе предложи кандидат за уставен судија. Повеќе од Александар Димитриевски. Стара вест е дека првпат во историјата на земјава управниот суд донесе пресуда со која поништи одлука за избор донесена од собранието. Се однесува на Елизабета Дуковска, избрана за уставна судика во 2023 година како предлог на Судскиот совет. Судскиот совет, според мене, треба да пристапи повторно кон гласање на истите предложени кандидати и повторно да даде предлог, бидејќи мојот предлог не е поништен. Дали ме разбирате? Поништена е одлуката за избор. Тужбата против изборот на Дуковска не беше поради незините квалификации, туку затоа што кога Судскиот совет ја утврди како предлог за уставен судија, не се изјасни за другите двајца кандидати. Тоа отвори повеќе дилеми. Например, како сега Судскиот совет ќе бира кандидат за испразнетото место? Сега како ќе постапиме, пошто ние сме 13 луѓе, ние сме колективно тело, мора еднаш да се собереме сите заедно и да заземеме еден став. Последните информации сепак поставуваат уште едно прашање. Дали првото историско не на управниот суд за собранието можеби ќе биде и последно? На семејната фотографија на уставните судии повеќе нема Елизабета Дуковска. Но таму се уште е Осман Кадрију. Го издвојуваме овој судија не само затоа што не се согласува со начинот на кој неговата колешка беше тргната од функцијата, туку и затоа што ги прави првите чекори. Такво нешто да не се повтори. Го користи деловничкото право како судија поединец да поднесам и предлог до судот, а судот да постапи по предлогот и врз основа на расправата по предлогот да иницира постапка по службена должност и да ги уставно анализира, уставно проблематизира и да изврши уставна контрола на овие одредби што ги спомнав. Председателот на судот беше љубезен, секогаш е љубезен, веднаш што го доби предлогот, на прва работна средба, седница на судот, на стручен колегиум, го постави мојот предлог на дневен ред. Бев и сам на седница и право да ја кажам, од лични причини предложив не да се повлече предлогот. Предлогот не е повлечен, него расправата по предлогот да се одложи за едно друго време, догледно време. Како ќе се постапи во иднина, ќе се види, меѓутоа јас нагласувам дека очекувам да има иницијативи и од други субјекти, било да се тие физички лица, правни лица, политички партии и така натаму. Судијата Кадрију не прецизираше на колкав точно временски период е одложувањето на расправата, но кажа дека има повеќе причини поради кои смета дека Законот за управни спорови треба да биде предмет на оценка од Уставниот суд.
Едно од клучните, вели тој, е што нема прецизно определени кратки рокови во кои управниот суд може да поништи избор или разрешување од собранието. Во случајот на Елизабета Дуковска, тоа се случи цели 2 години откако таа почна да извршува функцијата. Уште сега ве молам почнуваат да ни доаѓаат конкретни барања, конкретни иницијативи и барат да се преотвори расправата по тие предмети по кои одлуката е донесена со 5 гласа, а 5-тиот глас е на судивката Елизабета Дуковска. Како ќе се постапи? И за нас е новина. За сега морам да ви кажам дека немаме текст. Собранието го донесе последниот закон за управни спорови во 2019 година. Со него, управното судство за прв пат доби надлежност да ги оценува одлуките за избор, именување и разрешување на парламентот. Врз основа на тие одредби, управниот суд во случајот на Дуковска го поништи незиниот избор во собранието. Но во образложението се аргументираше дека сгрешил судскиот совет, кој предлага кандидат до собранието. Пред судската влада имаше 3 кандидати, а тие гласаа само за оној што беше споменат прв, бидејќи го добил потребното мнозинство. Тој кандидат беше Елизабета Дуковска. Доколку судскиот совет постапеше спротивно, во тој случај ќе го повредише законот, затоа што законот не предвидува дека за кандидат ќе биде утврден предлогот кој добил најмногу гласови. Туку, според редоследното гласање за кандидат се утврдува оној кој го добил потребното мнозинство, а тоа е најмалку 8 гласа од членовите на Советот со право на глас. Тоа што го образложувавте апсолутно не држи, зашто јас го имам пред мене деловникот, тамо правен основ за ова што вие го кажувате, дека не знам по кој редослед може да се исклучат 2 кандидатки и да се гласа само за едната кандидатка, апсолутно со правото ништо заедничко нема. Што следно и како понатаму е... Врз основа на пресудата, но и јавно искажаните ставови го прашавме председателот на судскиот совет. Како сега ќе утврдат кандидат за судија за Уставниот суд? Мислам дека подитно нашиот деловник треба да содржи одредби во кои што поблиску ќе ги уреди начинот на кој што ние ќе предлагаме до собранието уставни судии. Затоа што во моментов ние немаме ништо во деловникот. Ниту начин на гласање, ниту дали првиот што ќе добие 8 гласови е избран за да биде кандидат, ниту дали треба сите да се гласаат што се кандидати. Единствено во деловникот сме предвиделе дека најмалку еден член, со уште најмалку 3 други члени со поддршка, може да предложи било кој од судиите во државава, кој што ги исполнува тие минимум формални услови кои што ги бара пак Законот за судски совет, а пак ниту самиот Закон за судски совет воопшто нема ништо предвидено во таа процедура. И сега ние ако избрзаме повторно, без претходно ова да го решиме, што е кај нас, без да предвидиме една јасна процедура на кој начин се доаѓа до предлогот за тоа кој да биде судија на Уставниот суд, мислам дека не треба да брзаме. И додека судскиот совет допрва ќе одлучува како во иднина ќе утврдува кандидати за уставни судии, многу побрзо ќе се знае каква ќе биде судбината на судиите од управниот и од висшиот управен суд кои постапуваа во предметот за Елизабета Дуковска. Поранешната уставна, а сега повторно апелацијска судика, поднесе барање за утврдување нивна одговорност. По пат на ждребување се формираат комисии и тие комисии постапуваат по тие барања. И меѓутоа се во сам почеток, да не речем уште во оние претходни испитувања на тие барања, во смисла дали ќе се продолжи или не понатаму. Во какви рокови треба да се очекува одлуката? Имаме јасни рокови, би требало брзо да биде. Сега проблем е што доаѓа лето, што доаѓа судска ферија, меѓутоа сепак мислам дека во некој брз рок дека тоа ќе го завршат колеги. Чекање, веќе рековме, има и во Уставниот суд. Во моментов, јасен е ставот на судијата што го иницираше можното изјаснување на судот по службена должност за одредбите со кои се поништи изборот на Елизабета Дуковска. Апсолутно сум против ваква регулатива да може со една општа недефинирана одредба да се внесат
сите видови на избори и именувања, за сите функционери и од сите јавни органи кои се надлежни согласно Уставот или законот да вршат такви избори, односно именувања, да тие подлежат на законитост, односно на оценка на законитост, а таа оценка да му се даде како надлежност на управниот суд. Ако во постапката за избор има повреда или на постапката, а има повреда посебно, нагласувам повреда, по однос на исполнување на условите, и јас сум намислен дека такви одлуки не можат по секоја цена да останат во правна сила без некоја контрола. Али како ќе се врши таа контрола, на кој начин, во која постапка и во кои рокови, треба сепак законодавцот да размислува. Го прашавме судијата Кадриу и каков е ставот на неговите колеги за овие одредби од Законот за управните спорови. Не сакаше да зборува во името на други, освен за одредбите што не дозволуваат жалба. Не знам која ќе биде генералната определба на сите суди, знаете. Меѓутоа, сите скоро се на мислење дека овие одредби, посебно во одредбата содржана во членот 69, со која одредба се уредува прашањето на правниот лек и неговата забрана. Јас знам и длабоко сум уверен дека ниту еден судија нема да се согласи со ваква регулатива. Дуковска се жалеше и беше одбиена не само за поништувањето на незиниот избор, туку и за фактот што на првичната пресуда на управниот суд недостасуваа почетните зборови во името на граѓаните на Република Северна Македонија. Како што рече во интервју за 360 степени, такво нешто не би било можно да се случи ако пресудата е пишувана во АКМИС систем. Според неа, тоа било доказ дека пресудата е напишана однадвор, не исклучувајќи дека автор, можеби, е некој токму од Уставниот суд. Па почнав и јас да се сомневам, да ви кажам дали е работена во АКМИС системот. Во изминатите неколку дена се случија два важни настана за земјава. Едниот во Брисел на заседание на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент и другиот во Хаг, каде се одржа самит на НАТО, чија членка е држава од 2020. Репортерот Владимир Мирчевски и снимателот Роберт Танев ги следеа двете случувања и ги пренесуваат одеците од нив. Почнуваме од тука, од Хаг, каде во изминатите 2 дена се одржа самитот на НАТО, собир на најмоќниот војно-политички сојуз во светот, кој веќе го добива епитетот на клучен и еден од најважните по крајот на студената војна, зашто Алијансата реши драматично да го зголеми трошењето за одбраната. Целта е од сегашните 2 да се дојде до 5% од бруто домашниот производ на државите членки, вклучувајќи и земјава, до 2035 година. Но пред заседанието на НАТО предходеше друг значаен настан за Македонија. Во Брисел, во седиштето на институциите на Унијата, известувачот на Европскиот парламент за земјава Томас Вајц успеа да го протурка неговиот извештај за Северна Македонија во влијателниот комитет за надворешни работи. Многу околности за овој извештај се веќе познати на македонската јавност. Она што можеби остана не до крај јасно беше содржината на амандманите од бугарските европратеници, од кои еден не помина само за еден глас. Што всушност се бараше во некој од нив? We've on to Amendment 150 tabled by Mr. Valchev. Who's in favour? Against? Abstentions? Rejected. We check. Okay, the vote is open. The vote is closed. This has been rejected, 40 to 25. Амандманот кој не помина со резултат 25 за и 40 против беше предложен од бугарскиот европратеник Ивајло Валчев, кој доаѓа од редовите на Има таков народ на лидерот Слави Трифонов, партија која е дел од актуелната влада во Софија. Со предлог амандманот се изразува жалење за законските измени на Законот за фондации и издруженија на граѓани, со кои се поништи правната регистрација на бугарските културни институции. Исто така, се повикува Северна Македонија да ги повлече споменатите законски измени и да го заштити постоењето на институциите на македонските граѓани, кои се самоидентификуваат како бугари. 157 in favour, against, abstentions, rejected. We'll check 157. The vote is open. The vote is closed. And this has been rejected, 32 to 31. It was clearly to be seen from here.
Амандманот што не помина само за еден глас беше предложен од бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, член на владеачката ГЕРБ на Бојко Борисов и дел од Европската народна партија. Со него Ковачев предлагаше Европскиот парламент да изрази, цитирам, длабока загриженост за тековниот судски процес против Љупчо Георгиевски, поранешен претседател на бугарското друштво во Битола именувано по Ванчо Михајлов. Жалење дека Љупчо Георгиевски се соочува со казна од 3 до 5 години затвор поради фабрикувани обвиненија без никаков доказ за незаконско дело. We go to Amendment 280, Mr. Valchev. In favour? Against? Abstentions? Rejected. Со овој амандман, кој исто така не помина во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, а беше предлог на Ивајло Валчев, се повикува владата на Северна Македонија итно да ги објави сите текстови што се веќе усогласени од заедничката мултидисциплинарна експертска комисија, како што е предвидено со протоколот од јули 2022 година. Интересно е дека Валчев бара да се случи нешто што македонската влада веќе го направи. И тоа на 15 август 2022 година, кога беа објавени препораки за заедничко одбележување на Свети Кирил и Методи, Свети Наум Охридски, Свети Климент Охридски и Цар Самуел, како и препораки за учебниците по историја за 5 клас во Бугарија и за 6-то оделение во Македонија. Веднаш по гласањето во комитетот имавме шанса да разговараме со известувачот за земјава, австрискиот европратеник од редовите на Зелените, Томас Вајц. Mr. Weitz, how do you see today's vote in the Committee on Foreign Affairs in the European Parliament concerning the report on North Macedonia? First time since 2022 we voted on a report and we found a majority. 2/3 of the members were voting in favor of this report. Was it hard to get the majority of the membership to vote for this report, because we know that there were a lot of obstructions before that? Well, negotiations were difficult and lengthy. We had to postpone once, but at the end of the day, this is a very clear majority, and I think that speaks for itself. And what does this mean in perspective of European integration of Republic of North Macedonia? I think this is an important step to accelerate accession talks with North Macedonia. I think it's an important step, again, that the Parliament shows clear support, but the Parliament also has a clear, also critical view on the state of play, on the need for reforms, but also on the good progress that the country has. And North Macedonia has applied 20 years ago to become member of the European Union, and now today the Parliament has set the way free from the Parliament side to accelerate negotiations. What does it mean that the amendments that were not taken into account, the first one from the EPP and then the amendments from the Bulgarian MEPs, what this means for the overall process? Together with all the shadow rapporteurs, we tried, and I think we did create a balanced report that takes into account also concerns from neighboring states, but also takes into account the concerns of opposition, of civil society, of diplomats, of the whole range of society. Yes, today we've seen that amendments coming from different sides have been voted in this Parliament, which is very normal for us. We usually have amendments, and they are also an expression of standpoints of members of the House and members of AFET, and that's fully okay. That's democracy. How do you see these steps in terms of the Macedonian-Bulgarian relations, and also in the future, the processes that are now pending in the coming future? All our European states, while forming the European Union, had to reach out to their neighbor states, had to invest into reconciliation, had to invest also into common finding on common standpoints of history. This has not happened so much in the region, in the Balkan region. I think it still needs to happen between North Macedonia and Bulgaria, to be very concrete. But also these are normal processes that we all did in the European Union. I myself, I'm an Austrian citizen. We had a lot of history to solve with our neighbors, but this is something the countries need to do bilaterally. This is a report of the European Parliament on the state of play of accession on North Macedonia, and it's not a report that is due to deal with bilateral historical disputes or the need for reconciliation. Do you think that this will help with the things that are now waiting in terms of the constitutional amendments, constitutional changes that are needed for Macedonia to open the negotiating clusters? I think it shows a clear will and a clear support by the European Parliament for the accession process, but it's a merit-based process, so reforms are needed.
A constitutional change is needed. It might not be the last one. All our countries needed to do some constitutional changes to be able to join the European Union, the common market, the common legislation of the acquis communautaire. This is a very normal process. And yes, North Macedonia needs to do the next steps, so do the constitutional amendment so we can finally start actual negotiations. So you think that now the ball is, so to speak, in Macedonian court? In regards of the constitutional amendment, it clearly is. The statements that were coming in the past from government in Skopje, but also from government in Sofia, were they helping your work to accomplish this vote today? Governments communicate under their internal political logic, and they are not there neither to help nor not to help me. This is a report of the European Parliament, and it should happen independently and impartially from local or national interests. Yeah, I mean in terms of, building a bit of more tensions and of rhetorics between the two countries. Was this helpful with you? What we see is that on both sides, some public statements have been fueling tensions rather than decreasing tensions. I strongly believe in these days, today, in the geostrategical situation that we're all in, we Europeans need to stand together. We need to put on the forefront what we have in common and not invest all our energy on the small details or even bigger details that do not unite us. So we need to stand together in these days, and I think this is a call to everyone in the European Union. We need to put the common sense first and our national internal politics second. Seeing the broader picture, do you think that if the constitutional changes are adopted, that North Macedonia will quickly catch up with the two front-running countries from the region? I mean, Montenegro and Albania. Albania has just opened the fourth chapter. When I started to work on the region 20 years ago, we had two front-runners, Slovenia and North Macedonia. North Macedonia has implemented a lot of European legislation over the years. North Macedonia is in a good position to catch up, but we need clear moves also from the side of government and parliament. We need a clear fulfillment of the requirements, and then negotiations can go swift. Дали по ваквиот развој на настаните во Европскиот парламент, владата во Скопје е поблиску до уставните измени? Го прашавме шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Со него разговаравме и за одлуките што НАТО ги донесе тука во Хаг. Министре, по успехот во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, во некои европски кругови почнува да се креира очекување дека сега македонската страна треба да испорача. И самиот известувач Томас Вајц вели дека наредниот чекор кој што треба да следи сега во процесот е се уставните измени. Треба ли да очекуваме дека владата, мислам, вие власта, владеачкото мнозинство, наскоро ќе влезе во еден таков процес, во еден таков потврд? Прво што би кажал е дека за разлика од однесувањето на претходната влада во делот на надворешната политика, секогаш сме внимателни при носење на одлуки, бидејќи одлуки од ваков тип имаат далечни последици, како што гледаме во моментот. Ние прво треба многу јасно да утврдиме кои се наши позиции, што веќе го имаме направено, истите ги представивме пред релевантните представници на земјите членки, на европските институции, и се водиме од одредени клучни постулати. Што е клучно за нас како држава? Прво е клучно патот напред кон полноправно членство да биде предвидлив. Да знаеме дека доколку одлучиме да донесеме некоја крупна одлука која што е тешка, која што е комплексна, која што создава подолби во нашето општество, таа ќе биде последната одлука од таков вид. Во моментот, посебно по развојот на состојбите во рамките на АФЕТ, станува се поочигледно дека е точна нашата констатација, која што имавме па дури од времето кога бевме главна опозицијска партија во државата, дека не се работи за уставни измени, се работи за нешто подлабоко и покомплексно, посебно кога е во прашање односот на Бугарија кон македонското прашање, однос кој што навлегува во теми кои што е неприродно се навлегува во 21. век, посебно помеѓу два НАТО сојузници, но тема која што навлегува во нашиот идентитет и во нашиот јазик. Јас се уште не можам да разберам што е тоа модерен македонски идентитет и модерен македонски јазик, како што има некој обид да се вметна таква една фраза во овој документ од Европскиот парламент. И во таа смисла би кажал дека во моментот, ценејќи ги околностите, не мислиме дека има создадени услови за носење на уставни промени, бидејќи е очигледно дека уставните измени се веројатно најмалото барање кој што го има планирано соседна Бугарија
по однос на македонското прашање. Но тоа барањата на Бугарија не се нешто ново, тоа се децениски политики. Сега дали ние ќе пробаме да ги едуцираме или да ја промениме нивната историографија или и политика, или како држава ќе пробаме да најдеме начин истовремено да завршиме таа втора стратешка цел, тоа е зачленувањето во Европската унија. Тоа е нашата најголема неостварена стратешка цел и ќе остане. Дури не ја реализираме и можеме да зборуваме и многу подолго што владата направила во последната година, но би сакал конкретно да се навратам на вашето прашање. Работите да имаме предвидлив пат. Предвидлив пат не можеме да имаме доколку импровизираме. Како што ќе повторам, за жал го правеа тоа нашите претходници, но ете да престанеме да зборуваме за нив. Јавноста многу добро следе што се случуваше, да зборуваме за како го гледаме ние патот напред. Прво, живееме во едно навистина сложено време. Геополитичките состојби сите ги следиме и повеќе конфликтни зони постојат на светот. Некои се смируваат, некои повторно се појавуваат, но сето тоа значи дека Европа, светот живее во еден многу комплексен период. За Европската унија од стратешко, не само политичко, туку и безбедносно стратешко прашање да го интегрира целосно регионот на Западниот Балкан во Европската унија. Но Европската унија тука треба да покаже посветеност и треба да покаже дека нема да дозволува поединечни земји членки да ја попречуваат таа стабилност која што на самата Европа е потребна. Исто така и на нас, без никаков сомнеш не е потребна, но заеднички не е потребна да бидат попречувани заради идентитетски прашања кои што да, се согласувам со вас, влечат корен па и повеќе од 20-30 години. Може би 50, 60, 70 години историски ако гледаме. И од таа гледна точка ќе работиме засилено во еден процес на објаснување дека е застрашувачки како една земја членка на НАТО. Ќе повторам нешто што неколку пати го нагласив во последните денови во Хаг, свесно или можеби несвесно, иако мислам дека е свесно, но ете тоа е мој субјективен став, да одиме на тоа дека можеби е несвесно, навлегува во наратив на дестабилизација на целиот регион. Наратив кој што во моментот, барем на европско тло, единствено ја одговара на Русија. А позицијата на земјите членки на Европската унија и на НАТО алијансата генерално по однос на како Русија се однесува во регионот на Западниот Балкан, сите добро ја знаеме. Затоа велиме, одговорноста во моментот да на нас е да се наоѓа решение и компромис и веќе една година работиме за тоа. Самата постојана желба за диалог и комуникација со бугарската страна е најдобра потврда за тоа и знаат и во европските институции и кај земјите членки дека од наша страна постои искрена и посветена желба за компромис. За жал, во последната година таква желба од страна на Бугарија не видовме. Да бидам и целосно искрен тука, во еден период немаше влада, но во последните месеци дури има легитимна политичка влада во Софија, не може да се види желба за поспешување на евроинтегративниот пат не само на нашата држава, туку и на целиот регион. Изминативе денови се видовте со бројни европски министри, ваши колеги на земји членки. Поминува ли кај нив оваа теза дека во основа Бугарија или кругови во Бугарија одработуваат за руски интереси со тоа што го блокираат процесот, а со тоа овозможуваат повеќе простор за дестабилизација? Видете, на крајот на денот несоодветно е јас да го ценам или искажувам ставот на други мои колеги. Тоа е нешто несвојствено во меѓународните односи и во дипломатијата, но тоа што би можел да кажам е дека кај голем дел земји членки има почит и разбирање за нашите позиции и за фрустрацијата која што ја имаме долги години. И тоа што би можел да кажам е дека за жал самата Европска унија и земјите членки мора да покажат на дело дека се посветени кон политиката на проширување, бидејќи гледаме многу реторика, многу зборови кажани, но слаба испорака еден подолг период во делот на проширувањето и ова е време кога треба да го зграпчат геополитичкиот момент кој што го има, кој што е многу значен и оптимист сум дека може да се појави една таква можност во следниот период, но тоа ќе кажам не зависи единствено од нас. Ние ќе бидеме проактивен фактор во обид да се најде решение. Ако се вратиме на извештајот на Европскиот парламент за Македонија, германскиот европратеник Галер најави дека амандманот
или пред македонски јазик идентитет да стои современ, модерен, како ќе го наречеме, ќе биде предложени на пленарна седница и дека за тоа има разбирање меѓу најголемите политички групации во Европскиот парламент. Кои се вашите проценки? Може ли овој амандман навистина да помине на пленарна седница? Не можам да го исклучам тоа. Ние ќе ја продолжиме комуникацијата која што ја имаме подолг период со сите чинители во Европскиот парламент и со земјите членки и со европските институции во процесот на објаснување колку е штетен еден ваков амандман и каква далекосежна штета може да создаде врз нашиот процес на европска интеграција, но на крајот на денот тоа е едно демократско тело. Парламентарната демократија е комплексна, не е секогаш фер. Наше е да ги вложиме сите наши ресурси и сите наши капацитети како држава во процесот на едно фер и објективно информирање за нашите позиции, а и како нашите позиции може да влијаат генерално врз стабилноста на Европа. Имавте ли шанса да се видите со вашиот бугарски колега Георгиев овде во Хаг? Се видовме неколку пати во неформална атмосфера. Ако се навратам на првото прашање, рековте дека е сега тешко во оваа фаза да се размислува, мнозинството и владата размислуваат за уставни измени. Има некои проценки во европски кругови дека можеби ситуацијата би се променила по локалните избори, дека мнозинството, дека владата тактизира со локалните избори. Дали можеби се подгрева вакво едно чувство кај европските кругови дека е можна некаква смена во ставот по локалните избори, бидејќи тие секако имаат политички товар, или, како што веќе рековте, во оваа фаза е илузорно да се зборува за уставни измени? Мислам дека позициите наши се доста јасни и резултатот на предстојните локални избори нема да влие врз тие позиции. Нема да влие врз нашето очекување за предвидливост, нема да влие врз нашето очекување дека нашиот сосед кога бара од нас одредени промени во делот на малцинските права, треба да очекува дека и ние ќе имаме некои очекување дека од нивна страна ќе се почитуваат пресудите на ЕСЧП. Наше очекување за поголема јасност во европските документи, дека нема повторно да бидеме доведени во иста ситуација како што сме доведени, бидејќи ќе го повторам тоа што и граѓаните многу добро го знаат. Не е ова прва отстапка која што се бара од нашата држава од ваков вид. И да, процесот на европска интеграција на сите земји, во сите фази на проширување бил тежок и комплексен. Но ниту еден не бил како тој што бил македонскиот и се уште е македонскиот случај. И од таа гледна точка не очекувам по локалните избори да има промена по однос на позицијата која што ние како држава го имаме по ова прашање. Интервјуо го снимаме додека трае или завршува самитот на НАТО овде во Хаг. Се донесува некои сериозни одлуки, се смета дека овој самит е или еден од можеби најбитните по завршувањето на студената војна, пред се во делот на зголемувањето на трошоците во делот на одбраната. Ние како земја членка од поновите некако мачевме да кажам да го достигнеме прагот од 2%, меѓутоа сега тој праг сериозно се зголемува. 3,5% за чисто воена намена, 1,5% за да наречеме транспортна инфраструктура, cyber security, инвестиции во воена индустрија. Како ова, како релативно мала земја и мала членка ќе го постигне? Инвестициите во одбраната и во безбедноста се инвестиции кои што значат инвестирање во заштита на демократијата од која што уживаме многу плодови како нации и како членки на Алијансата. И тука нема никаква дилема и немаше по мене некоја поголема дилема помеѓу најголемиот дел од земјите членки на НАТО дека треба да се направи таков исчекор. Тоа не е промена која што ќе почне веќе од следната година, има 10 годишен период за да се достигне тој праг од 3,5 плюс 1,5%, односно вкупно 5%, како што кажавте вие, се зголеми, односно се прошири, би рекол, дефиницијата на што е тоа трошоци во делот на одбраната, да се вклучат многу значајни аспекти за одвраќањето, како што е инвестициите во инфраструктурата, инвестиции поврзани со индустриализацијата и создавање на посилни одбранбени сектори. Од таа гледна точка ние како влада
веќе работиме на план за како во периодот од следните 10 години ќе го достигнеме тој нов минимален праг кој што се воспоставува, а е 5%. Не велам дека тоа ќе биде лесно. Ова е самит кој што јас лично го нарекувам генерацијски самит, затоа што одлуките кои што се донесува на овој самит не се само историски, се генерацијски, бидејќи следни генерации не само во политиката, туку во целокупното општество ќе треба да ги имплементираат одлуките кои што сега ги носиме таме дека со добар план, со јасна стратегија кој што значи координација не само во делот на надворешната политика, тука примерно Министерството за одбрана е креатор на политиките, може да се достигнат овие цели. Со оглед на клучните одлуки што ги донесе НАТО, генералниот секретар Марк Руте го нарече самитот во Хаг трансформацијски. And the key decision in that regard is to adopt the The Hague Defence Investment Plan. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defence. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defence requirements, a benchmark that until today was set at 2%. A target that I'm pleased to say all allies will now meet this year or have already met. The 3.5% is to fund our militaries and the equipment they need, from our air defences to ammunition, drones, tanks, troops, and more. In addition to the 3.5% for core defence, the plan includes 1.5% of GDP that will go towards investment that support our defence and security. Еден од суштинските елементи за кои Марк Руте веруваше дека нема отстапување американската посветеност на членот 5 од Вашингтонскиот договор. Напад врз една е напад врз сите членки. Одредба за која пред да дојде во Хаг Доналд Трамп даваше неодредени изјави. Председателката Силјановска Давкова, која предводеше македонската делегација на самитот, зборувала за зголемените трошоци за одбраната и што тоа ќе значи за земјава. Се разбира дека донесена е одлуката за зголемување, се разбира, јас потенцирав дека тоа може да биде само градуелно и дека ние остануваме посветени на обврската, но дека исто така мора да се внимава на моќта, финансиската моќ на државата. Неколку пати потенцирав дека повеќе би сакала, се разбира, да издвојуваме за наука и за образование, меѓутоа има моменти кога заради консензусот, заради решеноста, кога сте во едно друштво со кое делите исти принципи и вредности, се мора да ги почитувате и заедничките одлуки. Печатокот е дека целиот самит беше дизајниран за да ја задоволи политичката суета на Трамп. Не само што се потврди неговото барање за зголемување на трошоците за одбрана, туку и постојано беше нагласувано неговото лидерство во менаџирање на израелско-иранскиот конфликт. Руте, кој јавно не манифестираше негодување за тоа што Трамп ја објави нивната меѓусебна приватна комуникација, во која генералниот секретар на НАТО му се заблагодарува на американскиот претседател дека ја натерал Европа да плаќа за одбраната, продолжи во истиот стил и во Хаг. I've been asking them to go up to 5% for a number of years, and they're going up to 5%, and that's a big, from 2%. And a lot of people didn't even pay the 2%. So I think that's going to be very big news. NATO is going to become very strong with us, and I appreciate doing it. Perhaps you want to talk about it? Absolutely. Let me first, before I go to the spending, I just want to recognize your decisive action on Iran. Thank you. You are a man of strength, but you're also a man of peace. And the fact that you are now also successful in getting this ceasefire done between Israel and Iran, I really want to commend you for that. Thank you. And I think this is important for the whole world. Then on spending, it's absolutely true. I want to state here, without President Trump, this would not have happened. Но овој самит не помина без старите разлики меѓу дел од сојузниците да излезат на површина, особено околу прашањето на Украина и поддршката за неа во војната против Русија. За официјален Берлин, Москва е главната закана за Европа, но во Будимпешта не мислат така. Russland bedroht nicht nur die Ukraine,
Russland bedroht den gesamten Frieden, die gesamte politische Ordnung unseres Kontinents. Und deswegen will ich herzlich Dank sagen, dass wir in dieser großen Solidarität in der NATO heute zusammenkommen. Ich will ausdrücklich sagen, die Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun, sondern wir treffen diese Entscheidungen aus eigener Erkenntnis, aus eigener Überzeugung, dass die NATO insgesamt, und dies betrifft vor allem den europäischen Teil der NATO, in den nächsten Jahren mehr tun muss, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu sichern. Prime Minister, do you expect Russia to be mentioned as a threat or an adversary in a final statement after this summit? It's always mentioned like that. Do you support it? You know, I think Russia is not strong enough to represent a real threat to us. We are far stronger. За руската закана за Европа, за тоа колку е силно трансатлантското партнерство откако Трамп се врати во Белата куќа, за зголемувањето на трошоците за одбрана, разговаравме со вториот човек на НАТО, Радмила Шекеринска. Господи Шекеринска, како го оценувате овој самит на НАТО, кој што сега завршува, кој што според многумина и политички кругови и сериозен дел од земјите членки го сметаат, го оценуваат за клучен, можеби најважен по завршувањето на студената војна? Чувме многу коментари за очекувањето дека самитот треба да биде историски. Но тоа сме го чуле и порано. Она што е клучно е дека навистина се донесоа одлуки кои што ќе влијаат на случувањата во следните декади. И ова е буквално еден квантен скок за алијансата. Се менуваат приоритетите, се менува позицијата, се менуваат капацитетите кои што ги развиваме и буквално плановите кои што беа направени околу зголеменото трошење во делот на одбраната ќе направат од НАТО уште посилна воена алијанса. Значи целта беше посилна алијанса, поизбалансирана алијанса во која секој ќе придонесува подеднакво и алијанса која што со својата сила ќе спречи војна. Јасно дека барањето за зголемување на трошењето во одбраната дојде од другата страна на Атлантикот. Меѓутоа за тоа немаше голема подготвеност кај еден сериозен дел од земјите членки. Дали ова ги вади уште повеќе на површина можеби разликите кои што постоја во НАТО и како ова ќе ги удри помалите земји членки, вклучувајќи се како и Северна Македонија кои што немаат големи буџети за одбрана? Знаете како логиката на алијанса која што е по-фер значи дека секој треба да придонесува соодветно на својата големина како држава, но и својата големина како економија. Значи, никој не бара одредени држави да седат во место, а другите да направат чудо. Напротив, целта е сите полека, но со одреден план, да стигнат до така наречениот хашки план од 5%, кој всушност се состои од два дела. Едниот дел се 3,5% кои што се насочени точно на воените содржини, воените способности. Тоа што порано беше 2%. Значи сега тоа станува 3%. Со точно јасна слика или листа на тоа кои капацитети треба одредена држава да ги развие. И тука и големите ќе имаат амбициозна цел од 3,5% од голема економија е многу повеќе. Кога ќе чуете колкави милиарди тие ќе треба да даваат, ќе ви стане јасно дека товарот навистина сите подеднакво ќе го чувствуваат. Меѓутоа, стана јасно дека одбраната не е само тенкови, авиони и муниција. Туку дека за да имате сила да спречите војна, пошто тоа ни е посакуваното сценарио, мора да ја зголемувате вашата подготвеност, мора да работите на мобилност, воена мобилност, што значи и патишта, и мостови. Значи, може да ги имате сите трупи и сите тенкови и авиони, ако тие не можат да дојдат од едно на друго место во соодветен момент, се би паѓа во вода. Исто така, во овие 1,5% ќе се смета и парите кои што државите ќе ги дадат како можен во индустријата за да развијат шанса и нивната економија да произведува еден дел од овие капацитети. Значи, за да го зголемиме производството на воена опрема, кое што во принцип исто така е еден ограничувачки фактор. Сега во моментов, ако сите држави одеднаш ги најдат 5%, што нема да се случи преку ноќ, буквално ќе биде многу тешко да се обезбедат
овие воени средства, воени потреби, затоа што продукцијата, производството нивно е ограничено. Се уште нема индустрија. И ова е сигналот кој што се праќа до индустријата, до земјите, да помогнат и да ја создадат таа индустријска база. А тоа создава нови работни места и нови шанси за оние држави кои што ќе се снајдат во таа ситуација и ќе бидат побрзи. Еден елемент кој што малку го спомнуваме, барем во нашата дебата, тоа е повикот да го направиме производството поиновативно. Значи да внесеме елементи на стартапи, на фирми кои што доаѓаат со нови, поиновативни решенија. И во тој случај сметаме дека сумите дури ќе бидат по-ефикасни, по-ниски, доколку не се трудиме да произведуваме старо оружје, туку направиме нешто ново, посовремено, подобро. Главна звезда на самитот очигледно беше новиот американски претседател Трамп. Дали Трамп и неговата администрација остануваат посветени на НАТО пред се на членот 5, напад врз земја, напад врз сите, затоа што изјавите кои што доаѓа изминатите денови од Вашингтон беа во најмала рака нејасни? Чувме сите претходни, како да кажам, прашања и дилеми кои што беа отворени. Овој самит стави точка на тие дилеми. Сите 32 сојузника се согласија и го истакна членот 5 како клучна точка. Напад на еден е напад на сите. Дилемите веќе не постојат. Јасно е дека Соединетите американски држави се силно посветени и на НАТО. Како што кажа председателот, тие сакаат да ја видат оваа алијанса да продолжи да биде најмоćната воена алијанса во историјата на човештвото. И таа нивна решеност се гледа и во декларацијата на самитот. Ова беше самит навистина на многу силно единство и ситуација во која сите 32 сојузника навистина говореа со еден глас. Тоа ја испраќа пораката кон можните наши противници, дека оваа алијанса тогаш кога е тешко останува обединета и станува посилна. Дали алијансата зборува во еден глас во однос на Русија? Дали конечно американската администрација на Доналд Трамп разбра дека главна закана за стариот континент доаѓа од Русија, а плюс тоа видовме изјава од унгарскиот премиер кој што не смета дека Москва може да биде реалната закана за Европа. Декларацијата на самитот е многу јасна, дека сите сојузници, 32, се согласија дека Русија продолжува да биде главна закана за стабилноста на евроатланската област, заедно со тероризмот. Така што мислам дека наместо серија на изјави, доволно добро е да ја прочитаме декларацијата. Трансатлантското партнерство останува силно? Ова беше самит во кој покажавме што значи трансатлантското партнерство во акција. Значи не е само да зборуваме за трансатлантска солидарност или трансатлантската врска, туку со оваа декларација, со оваа согласност за многу амбициозна цел, која што не обединува, ја покажавме пораката дека оваа релација помеѓу Соединетите американски држави, Канада и европските сојузници, тоа е она што не прави силни. И тоа е она што не само не поврзува, туку не прави да бидеме најмоćната воено-политичка алијанса. Успеавте ли да се видите со некој од македонската делегација? Да, со сите. Со сите ми беше задоволство што можевме да се видиме сите, иако темпото на самитот беше навистина големо. Самитот на НАТО во Хаг, Холандија е зад нас, следниот в година ќе биде во Турција, а тој по него во соседна Албанија. 360 степени во Хаг, Владимир Мирчевски. Деновиве Косово ја претрка Македонија по еден неславен параметар. Изминатото време без конституиран парламент од моментот на завршување на парламентарни избори. Кај нас таа драма заврши со настаните од 27 април 2017 во околности во кои имаше декларирано ново мнозинство, а до тогашното не сакаше да ја предаде власта. На Косово сега мнозинство нема ниту власта, ниту опозицијата. Која е можната разврска од сторијата од Приштина на Хекура на Кифи? Високите температури и летните одмори ги подиспразнија улиците и плоштадите во Приштина. Но не е само времето поради кое жешко на Косово врие од законодавната зграда. Скоро 5 месеци по изборите не е конституирано собранието на Косово. Партијата која освои најголем број пратеници, само пред луѓе,
37 пати предложи еден ист кандидат за председател на собранието, но исто толку пати не ја доби потребната поддршка. Косовскиот парламент има 120 места. На парламентарните избори, одржани на 9 февруари, најмногу мандати доби владеачката самоопределување, предводена од Албин Курти, 48. Опозицијските партии освоја малку повеќе. Демократската партија на Косово на Бедри Хамза беше втора со 24. Демократската лига на Косово трета со 20. А коалицијата Алијанса за иднина на Косово, социјалдемократската иницијатива, предводена од Рамуш Харадинај, освои 8. Другите 20 мандати одат кај малцинствата, од кои 9 завршија кај Српската листа, 2 кај Демократската партија на турците на Косово, а останатите 9 мандати кај 9 различни политички субјекти. Самоопределување инсистира Албулена Аџију да биде председателка на собранието и се обидува да дојде до мнозинство преку партиите на малцинствата. Блокот опозицијски партии одбива да ја гласа, секој поради своји причини. Ta på bojnë hajgare të gjitha partitë politike të u fillu pe Albin Kurtit, I cili ka fajti kun 42% po ma shumë, se kjo kryesori i zoti shtëpisë në farë mënyrë u kanë se s'është. E këta tjerë gjithashtu po gjajnë zgjidhje shumë keq. I kanë këtë përdorë votën e njerëzve, tash shtyhen në parlament. Ka edhe më të mirë se ajo femna më zgjedh. Ka njerëz më të aftë, më punëtor, po te ka një shans në rrok, to na ta votojmë. Edhe një zgjedhje e mirë për ta. Nuk janë të punu mirë, kanë mundësi me bo shumë më mirë. Kjo që pëndodh, vërtet është patekshme. Во 5-месечната битка во парламентот, самоопределување успеа да стигне до најмногу 57 гласа за нивната кандидатка од потребните 61. Според изјавата која за 360 степени ја даде пратеничката Фиторе Пацоли, немаат намера да се откажат. Përpjekje që nga fillimi, pra në afatet ligjore që të propozojmë sa më shpejt që të mundemi emrin e kandidatit. Kemi propozuar kandidatin, mirë po kemi has në bllokat prej opozitës. Ne si grupi më i madh parlamentar kemi bërë përpjekje, kemi marrë disa iniciativa në mënyrë që ta dalim nga ky ngërç institucional, mirë po shohim që opozita nuk dëshiron që të gjejmë një gjuhë përbashkët në mënyrë që ta konstituojmë kuvendin. Своји позиции јако спротиставени со тие на власта има опозицијската партија со најмногу пратеници. ДПК немаат намера да ги напуштат, вели пратеникот Përparim Gruda. Po, ne kemi vendosur një parim. Çdo kush që nuk ka qenë antar i qeverisë Kurti 1 ose Kurti 2, që s'ka qenë ministër në qeveri e Albin Kurtit, ne votojmë. Për arsyeën e thjeshtë, se duam ta zhbllokojmë formimin e kuvendit. Por ndryshe, nuk ka vend evropian që I kërkohet partisë që është në opozitë si ne, sa votoj që t'i vazhdojmë mandatin pushtetit. Po na po e bojmë ato për me sjellë një standard të ri politik, që mos me blloku formimin e institucioneve. Кога стигна до 57 од самоопределување, се обидаа да направат дополнителен маневар. Побара тајно да се гласа за председател на собранието, барање кое го испратија до Уставниот суд. Tani më çasharakja është që nëse gjykata kushtetuese e lejon kuvendin, ashtu siç kemi propozuar ne, që të vazhdojmë me votim të mbyllën, e cila do t'i jepte mundësi deputetëve që shpreheshin më lirshëm. Kemi nga partitë opozitare që thonë se ne do ta publikojmë votën, pra e shkelin edhe mbi principet e demokracisë, synojnë edhe ta shkelin një procedurë e cila kërkon që deputetët votojnë në mënyrë të fshehur, ata po thonë që ne kemi bërë në mënyrë publike, cilën kena me fotografu, që është gabim shumë I madh, edhe do të thotë që ata janë të interesuar që ta zvarisin sa më shumë që të mundën procesin. Në interesin tonë, si grupi më I madh politik, është që ta konstituojmë kuvendin, ta zgjedhim qeverinë e re dhe të vazhdojmë me projektet përpara. Përparim Gruda од редовите на опозицијската ДПК потврдува дека се категорично против овој начин на гласање, имајќи го предвид деловникот на парламентот. Ne nuk I kemi pranuar nga fillimi dhe nuk marrim pjesë në atë votim e para sepse rregulloria e punës së kuvendit nuk lejon ndryshimin e mënyrës së votimit në një procedurë që tashmë ka filluar. Mendoj që ndryshimi I mënyrës së votimit nga votimi I hapur në votim fsheht ka pas dy qëllime themelore. Me shpëtu Albulena Axhiun, me thonë që nuk portozohet Albulena Axhiu në votim, por portozohet komisioni,
Dhe e dyta me zvarit procedurën pafundësisht, ajo që është qëllimi I tyre. Krahas kësaj në anën tjetër vazhdojnë me marrë postin e kryeministrit, postin e ministrave dhe deputetëve, diçka që ligji për qeverinë dhe kushtetuta nuk e lejon, në mënyrë në këtë rast faktikisht kemi të bëjmë me uzurpim të pushtetit. Другите опозицијски партии декларираат други причини да не гласат за Аџију. Демократската лига на Косово бара формирање преодна влада, додека од партијата на Рамуш Харадинај велат ке гласат за оној што ќе ги обедини сите партии. Но тоа што се сите против самоопределување не значи дека имаат заедничка опозицијска платформа. Напротив, универзитетскиот професор Дриторо Арифи вели дека ситуацијата е безнадежна, бидејќи не гледа предвижување кон соработка, што би довело до решение на политичкиот ќорсокак. За најодговорна сепак ја смета партијата која освоила најмногу мандати. Lëvizja Vetëvendosja nuk ka tentuar të paktën me seriozitetin që do duhet ta bënte. Ata kanë tentuar më shumë në mënyrë tërthor që ta krijojë një koalicion, pa ashtu nuk bëhet qeveria e as kryetari I kuvendit, kur nuk I ke vota, duhesh të kërkosh bashkëpunimin dhe të komunikosh. E Vetëvendosja po më duket kjo është pika më e dobët e saj, pra komunikimi dhe bashkëpunimi në planin afatgjat. Dhe kjo po e penalizon pikërisht Vetëvendosjen, sepse nuk po arrin ta krijojë kuvendin, edhe pse I ka fituar zgjedhjet dhe nuk po dhe rrjedhimisht pekatë pa mundur që ta bëjë edhe qeverinë, sepse pa kaluar kuvendin nuk mund të dinte formimi I qeverisë. Dhe kështu që kjo në farë mënyrë, nëse shohim si fotografi totale, do ta penalizoj Republikën e Kosovës dhe mirëqenien e qytetarit në planin afatgjat. Според Арифи, или ќе се случи некоја трагедија на Балканот што ќе ги принуди партиите да формираат поширока влада или ќе одржат вонредни избори. На тие избори, очекува тој, резултатот ќе биде сличен како сега, но не И епилогот. Mendoj që edhe pse ndoshta mund të kemi parafrasisht numrat të njëjtë, por zgjedhjet e jashtëzakonshme do ta krijojnë një momentum krejt tjetër, sepse atëherë edhe nëse vim në të njëjtat numra, partitë do ta gjeni një rrugdalje sepse nuk mund të shkojnë edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse mandati do të ishte shumë e tepërt edhe për ato parti, por edhe për qytetarët një kosto shumë e lartë financiare. Pra do të detyroheshin, po them thojza, që të bashkëpunonin me dëshirë apo pa dëshirë. Излез посакуваат И граѓаните. Уморни се И од цените во собранието И од потенцијално нови избори. Барат договор сега. Mirë, një ambasador gjerman e keni një dhe ju tha, nëse një lejtar nuk luan mirë, duhet me ndruhe. Edhe Mesia, nëse bën gabime, duhet me ndruhe. Edhe këtë zojnë duhet me ndruhe, që të një tjetër. Unë e më konë 35-6 vjetë arsimtar, nëse s'ju kumë pëlqyën zonëve, ju kumë thonë do të jetë një tjetër. Po mendoj se dikush duhet me shkupe këtu, nuk kanë pavarësisht për hatër, do më thonë për shkak të situatës mos flasim edhe globale, ndoshta edhe po duhet me shkupe edhe duhet me ecë përpara, na duhet me ecë përpara. Pavarësisht në çdo shkafit na kemi ecë në situata më të vështira. Unë besoj që normal nëse nuk zgjedhet ngërçi, populli duhet mu mobilizu, që ato që apo thomë në herë çdo çtune tani ndoshta edhe çdo ditë, edhe derisa xhinet një gjuhë pajtimit. Следната шанса за избор на председател на Косовскиот парламент е веќе утре. За тогаш е закажено 38-то продолжение на конститутивната седница. Следува редовната сатирична телевизиска колумна на Сречко Поповски. Саботажа. Никако да им се стави крај на маките на пелагониското властодржачко азно. Да беше буре, па дури и без дно. Ке пукнеше, ако од ништо, тогаш барем од срам за тоа што му се случува. Рек Битола веќе неколку дена е во колапс заради криминалните сделки и тендери на ВМРО ДПМН. Она што се случува во Рек Битола не е никаква саботажа, туку корупција од епски размери. И да беше еп, требаше барем да има епилог од на годишнината од новиот кабинет. Нема расплета и содржината иста со она која граѓаните уште лани ја прочитаа. Интересно е дека дури и аутфитот е непроменет. Рек Битола тоне во хавари. Рек Битола тоне во скандали со батевице, тоне во долгови. Но се уште е златна кокошка за послушниците на режимот.
Кокошките барем несат јајца, а властите по секоја цена нарастават. Веројатно не ни треба особен подсетник за да се вратат сеќавањата за црните сценарија, кои беа приложувани како фусноти на македонскиот теп. Например, за Бехтел и Енка. Јавно да се соочиме само за овој договор. Еве, нема да зборуваме за дебаклите во другите области. Само да зборуваме за договорот со кој на народот му се одземаат милиарди евра. Да дебатираме за историскиот договор, или попрецизен да бидам, за историската плячка. Сумите со 10 бројки се повторуваат на сличен начин. Без некоја особена дебата, со нецелосни податоци и со нејасен исход, ама со користење на предностите кои ги има воспоставено практиката да се испорачува епска математичка прецизност. Се сретнале во Лондон со фирмите кои што ќе бидат изведувачи на проектите. Каков тендер, каков закон за јавни набавки. Се е тоа една голема лага. Ги задолжија следните генерации, правевме пресметки. Секој бебе што ќе се роди следните 25 години, на дено на раѓање ќе биде задолжено 6000 евра. Ако бебето се родеше пред 8 години, тогаш и во својата 9-та немаше да биде сведок на реализација на идејата која тогаш е породена, ама и покрај сите ресурси на располагање, никогаш операционализирана. На Скопје му е потребен градски и приградски железнички превоз. Ова се постигнало преку 4 краци во и околу главниот град, кои би се вкрстувале во Скопската железничка станица. И на крајот, точно пред една година се роди ново бебе. И тоа проводе и прозборе, ама никако да се качи на градскиот воз. Па јас мислам дека можеме следната сезона во Скопје веќе да ја отвориме со вакво. Во сезоната почнува нели во пролет секогаш, така што веќе следната сезона мислам дека можеме да ја отвориме. Пролетта 2025-та од пред неколку дена и официјално е мината. Веќе е лето, а сезоната пак е летната. Гледавте 360 степени. До видување до понеделник во 20:15.